издание. Жртва сум на измамници, но нема да дадам оставка. Премиерот Заев се извини за телефонските разговори со руските комичари. Новиот грчки премиер го објави составот на владата. Министерството за надворешни работи го презема Никос Дендијас. САД засега исклучуваат воздушни напади врз Иран. Поведени се нови санкции, војната со зборови продолжува. Што велат експертите? Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Непријатна ситуација меѓу САД и Британија. Протекоа пораки во кои британскиот амбасадор во Вашингтон вели дека претседателот Доналд Трамп е нервозен, несигурен и некомпетентен. Трамп рече дека повеќе нема да се работува со амбасадорот. Следат вестите. Се уште не е јасно дали САД ќе испратат протестна нота до британската амбасада. Трамп, преку објава на Твитер, рече дека не го познава амбасадорот Ким Дарок, но и дека за него нема симпатии во САД. Во меѓувреме, во Велика Британија се водат напори да се открие изворот на протечените разговори. Британскиот министр за надворешни работи, Джереми Хант, истакна дека ќе има сериозни последици за тие што се одговорни. Новата влада на Грција денеска поднесе заклетва, 2 дена откако Киријакос Мицотакис победи на изборите. Новиот кабинет е составен од искусни политичари кои биле во претходни влади. Нов шеф на дипломатијата е Никос Дендијас, претходно на позиции во Министерствата за развој, одбрана и јавен ред. Барем сум во добро друштво. Проба да се пошегува премиерот Заев додека се извинуваше за телефонскиот разговор со руските комичари. Се оправда дека бил жртва на измамници, во чија мрежа паднале и Ердоган и Макрон. Владимир Мирчевски јавува. Измамен сум од добро организирана структура која се фокусира на земји со евроатлантска ориентација. Ова е објаснувањето на Зоран Заев за обелоденетите 3 телефонски разговори со руска измамничка двојка која се представувала или како екс-украинскиот претседател Порошенко или како шефот на НАТО Столтенберг. Ова е еден од оние обиди за директна штета на нашите стратешки интереси да го завршиме процесот за нашето членство во НАТО. Тоа се добро организирани структури за ширење влијанија во интерес на трети страни. Тоа не е тешко да се процени дека е така, кога е сосема очигледно јасно дека манипулациите по правило извираат и доаѓаат од пропагандни медиуми со изразени анти-НАТО ориентации. Премиерот се правдаше дека бил дел од мрежа во која паднале и францускиот и турскиот претседател Макрон и Ердоган, Јенс Столтенберг, поранешниот шеф на британската дипломатија Борис Џонсон. Ако ништо друго, барем сум во добро друштво, се обиде да се пошегува Заев. Ова е нов аларм за нас и за целиот демократски свет, кој налага силна потреба за сеопфатна, организирана борба против лажни вести и манипулации. Овој случај потврдува дека ќе биде неопходно да се преиспитат и да се преименуваат сите протоколи за безбедна комуникација. Опозицијата обвини дека ова е сериозен дипломатски скандал и побара одговорност. Најодговорен го прави токму премиерот Заев, но ништо помалку одговорни за тоа не се ниту министерот за надворешни работи Димитров и дипломатскиот советник на премиерот Заев Дане Талески. 3 пати разговарање значи дека се изградила и меѓусебна доверба и откривање на многу чувствителни државни информации во тие разговори. Заев негира дека открил државни тајни во разговорите, од кои 2 се на WhatsApp, а 1 на фиксна мрежа. Тврди дека некои од разговорите се извадени од контекст, особено оние за МПЦ. Се извини за својата невнимателност и за дел од неговите коментари. Немам намера секако да поднесам оставка, заради тоа што од овој процес мислам дека излеземе само посилни и поучени. Се случувало тоа насекаде во многу други земји и апсолутно не мислам дека треба да ја заокружам, односно ја стегнам и ја затворам мојата комуникативност. Но за жал, понекогаш ваквата отвореност еве носи вакви, би ги нарекол за мене, барем горки чувства. Според неколку анализи, руските пранкстери Владимир Кузнецов и Анатолий Столяров, одговорни за лажните телефонски представувања, се дел од медиумските алатки со кои се служи Кремљ. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Претседателот Трамп засека се повлече од идејата за воздушни напади врз Иран. Сепак војната на зборови останува. Грета Ван Сустерн разговараше со експерти за оваа ситуација.
Председателот Доналд Трамп нареди воведување нови санкции против Иран по извештаите дека САД извршиле кибернетски напади врз компјутерите кои ги користат иранските разузнавачки служби. Техеран ги нарече нападите кршење на меѓународното право и ги осуди последните санкции. Ова е Сузан Димаджио од Карнеги фондацијата за меѓународен мир. Економијата е во тешка ситуација, невработеноста е рекордно висока, а инфлацијата и санкциите тешко се одразуваат. Администрацијата на Трамп се повлече од нуклеарниот договор од 2015 година, ги врати претходните санкции, а сега воведе и нови. Димаджио вели дека овие потези покажуваат отиможноста е изгубена. Сега кога САД ги воведе овие санкции, клучната поинта е дека владата на Техеран се уште ги исполнува обврските од нуклеарниот договор, а јавноста почнува да ги обвинува САД. На ваков начин ја губиме можната поддршка од иранскиот народ. Но други сметаат дека САД може да ја искористат слабоста на иранската економија. Генералот Роберт Скајс, кој е научен соработник во Институтот за современо војување на Воената академија Вест Пойнт, вели дека иранските лидери најверојатно ќе бидат предпазливи. Мислам дека иранските лидери бараат начини да преживеат во следната година и половина и да избегнат поголем конфликт со САД. Американската политика не е кон војна, туку економски притисок, со кој се надеваат дека ќе се повтори зелената револуција и колапс на режимот. Во меѓувреме продолжува војната со зборови. Во интервју за телевизијата Fox News, председателот кажа дека не сака војна со Иран, но потврди дека секој конфликт со исламската држава нема да трае многу долго. Иранскиот врховен лидер Али Каменеи ги нарече САД најзлобен режим на светот. Во шведските градови засилено расте негативниот став на мигрантите. Хенри Риджвел ги Хорби изгледа како многу други градови од провинцијата на Шведска. Црква, а надворот пред градијата фарме и полиња. Мирен дел од Скандинавија. Но под површината е вистинската тензија. Хорби е единствениот шведски град кој избра градоначалник од екстремно десничарската демократска партија на Шведска, која се залага за строги ограничувања за имиграцијата и драматични намалување на владините трошоци за мигрантите. Николас Нилсон, регионален лидер на партијата, вели дека во областа има огромен број мигранти поради локацијата на југот на Шведска. Луѓето се загрижени за трошоците, за социјалната стабилност, криминалот, сегрегацијата. Подржувачите велат дека партијата едноставно ја кажува вистината. 4-5 år gammal. Каде да погледнете има имигранти. Многумина од нив се добри луѓе, но има и такви кои користат дрога, напаѓаат, вандализираат. Енес Мехмедагич се преселил во Хорби уште како дете. Неговите родители, бегајќи од балканските војни во 1990-тите, ја напуштиле Хрватска. Тој сосема поинаку гледа на работите. Имигрантите се жртвено јагне. Во Шведска секогаш имало многу имиграција, но во место како Хорби тоа е повеќе видливо. Керолин Јохансон води локална продавница за весници. Таа вели дека дебатата за имиграцијата е пренагласена и верува дека поддршката за екстремната десница е вкоренета во локалните прашања. Например, не сакавме нов градски плоштад. Сега е завршен и изгледа добро, но повеќе би сакале да имаме други работи. Постојат многу пошироки прашања. Демократите во Шведска претходно водеа кампања за напуштање на Европската Унија. Партијата ја промени својата политика во јануари оваа година. Мислам дека влијае сите негативни вести во медиумите за Брекзит и проблемите околу тоа, но исто така фактот дека партиите како нашата зајакнуваат во Европа, значи дека можеме да ја промениме Европската Унија однатре. Европската Унија го субвенционира земјоделството низ цела Европа и напуштањето на блокот би имало големи реперкусии за земјоделците како Патрик Хансон, кој раководи со сточарска фарма на неколку километри од Хорби. Профитот е финансирањето од Европската Унија, затоа не сакам да ги загубам тие пари. Тензиите околу миграцијата, Европската Унија, демократијата се очигледни овде во Хорби, како и низ цела Европа. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Ви благодарам за вниманието и до гледање.